Кандидатот за градоначалник од СДСМ за Газибаба Владко Митовски од село Булачани најави капитални инвестиции за решавање на долгогодишниот проблем со водоснабдувањето, реконструкција на мрежата и изградба на нова фекална канализација. Во мојот мандат ќе изградиме 2 нови бушотини за вода, со кои значително ќе се зголеми дотокот и капацитетот на водата. Паралелно ќе се изврши уредување и оградување на сите каптажи и нивно прогласување за заштитено подречје, со цел да се обезбеди чиста и безбедна питка вода за сите жители. Ќе следи санација на резервоарите за вода и целосна реконструкција на водоводната линија 1 во должина од 5 километри, со што ќе се реши еден од најстарите проблеми на Булачани. Кандидатката за градоначалничка на Скопје од таборот на СДСМ вети нови улици, чисти паркови и решение за реката Серава. Каја Шокова вети и ги побара гласовите на жителите од Бутел. Во срцето на Скопје, Бутел одамна чека на вистинска промена. Нови улици, чисти паркови, поврзани населби и пред се, општина што ги слуша граѓаните. Знам дека луѓето во Бутел се уморни од празни ветувања. Затоа мојата визија е едноставна. Работа, резултати и одговорност. Ќе ја вратиме Серава како гордост на заедницата. Уредено корито, пешачки велосипедски патеки и зелена оаза наместо дива депонија. Кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН е Дарко Костовски за Бутел денеска од Визбегово најави почеток на реконструкција на 6 значајни улици, а за следниот мандат вети изградба на нова детска градинка и продолжување на големата градежна офанзива во населбата. Од денеска па во наредни денови започнуваме да реализираме, да реконструираме целосно 6 нови значајни битни сообраќајници, би рекол едни од поважните улици на територија на Визбегово. Во изминатиот период успеавме да реализираме 6 улици, со тоа добиваме бројка од 12 улици кои што ќе бидат целосно реконструирани во овој период. Визбегово покрај тоа доби и ново училиште. Досегашниот и кандидат за иден градоначалник на Карпош, Стефчо Екимовски, објасни што ќе направи со паркирањето кај Лептокарија ако одново победи. Нарачуваме проект за подземно гаражирање во трговски центар Лептокарија. На ваков начин ќе обезбедиме 700 паркинг места за граѓаните кои што живеат во овој трговски центар, како и за дуќанџиите, но во исто време ќе овозможиме нормално паркирање и непречено за граѓаните кои што живеат од десната страна на улицата Партизански одреди. Орце Георгиевски за Скопје од ВМРО-ДПМН вечерва ја бара поддршка од жителите на Газибаба и изборува ше за почист град конечно решавање на проблемот со депонијата Вардариште и изградба на булеварот Хрватска, а од Рисла предпладнево порача дека таа ќе прерасне во современ центар за рециклажа по примерот на градот Љубљана во Словенија. Се работи на проект за нејзино оградување со цел конечно се стави крај на неконтролираното фрлање отпад. Нашата визија е таа да прерасне во современ центар за рециклажа на отпад по моделот на Словенија со селекција, рециклирање и енергетско искористување во согласност со највисоките еколошки стандарди. Кандидатот за градоначалник на Берово од ВМРО-ДПМН Петар Ружински вечерва вети одговорно и очетно работење и бројни проекти кои ќе го подобрат животот во Малешевијата. Ќе го издигнеме туризмот на повисоко ниво. Ќе изградиме градски базен, ќе ги уредиме спортските терени, ќе ја зачуваме нашата природа. Ние испорачуваме дела, а не зборови. Драги мои сограѓани, програмата е амбициозна, но остварлива. Ветувам честна, посветена и пред се транспарентна работа. Преку дигитализација, секој од вас ќе знае каде оди секој денар од општинскиот буџет. Општината ќе биде сервис кој работи за вас. СДСМ преку Герасимовски ја продолжува битката за водство на општината, тој пак денешниот ден од кампањата го посвети да ги сослуша организациите на жените за да може во иднина да се носат одлуки и градат политики врз база на родова еднаквост. Граѓанските организации се нашите најважни партнери. Заедно го креираме буџетот, ги носиме одлуките и ги спроведуваме проектите што носат подобар живот за центарци. Со нив обезбедивме поддршка за најранливите категории, за возрастните лица, за лицата со попреченост и оние на кои им е потребна психолошка и социјална помош и заштита. Продолжуваме по истиот пат со отворена, хумана и инклузивна општина Центар. За Центар што го сакаме.